Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Денес ќе обелодениме како општина Виница е управувана и завладеана од една фамилија, но една фамилија во права смисла. Градоначалникот на Виница Ивица Димитров е човекот чија фамилија владее со цела Виница. Настрана од административното управување, фамилијата на градоначалникот Ивица Димитров се има исповработено и наместено на челните позиции во целата општина. Па така, градоначалникот Ивица Димитров непосредно пред формирањето на техничката влада, пред Нова година, си ја вработил сопругата Теодора Димитрова во Министерството за внатрешни работи, односно во СВР Штип. Малку му било тоа, па градоначалникот на Виница Ивица Димитров си ја вработил и сестрата на неговата сопруга, Александра Романова Стојменова, како наставник во основното училиште Гоце Делчев во Виница, училиште кое меѓу другото е под надлежност на градоначалникот или под негова надлежност. Првиот братучет на градоначалникот Ивица Димитров, Тони Велков, е председател на Општинската организација на СДСМ во Виница и председател на Советот на Општина Виница. Истиот тој Тони Велков си ја вработил сопругата Ема Велкова во Македонски пошти и си го вработил од своето потесно семејство внукот од сестра Филип Лазаров во Министерството за внатрешни работи. Инаку и Филип, но и Ема Велкова се во блиска роднинска врска со градоначалникот Ивица Димитров. Трет случај. Кумот на градоначалникот Ивица Димитров, членот на Централниот одбор на СДСМ Панче Стојменов, си ја вработил сопругата Марина Стојменова во Министерството за финансии, односно во Управата за имотно-правни работи, подрачна единица Виница. Има ли поголем доказ од овие роднински врски дека Виница е заразена со непотизам и е владеена и управувана само од една фамилија, односно главата на таа фамилија градоначалникот Ивица Димитров? Дали антикорупцијската комисија има намера да отвори случаеви за овој непотизам во Виница? Апелирам уште еднаш до антикорупцијската комисија да ги провери овие нови случаеви на непотизам кои што се случајни, односно луѓе кои што се вработени од страна на луѓе со раководни позиции во Виница непосредно пред техничката влада, односно пред Нова година, че ова е нов втор бран на непотизам во Виница и да покрене соодветни постапки доколку се утврди дека има непотизам, да се сноси одговорност од страна на повиканите лица. Не може и не смее да помине ова без одговорност. Знаејќи и стравувајќи дека власта им бега од раци, дека по 12 април нема повеќе СДСМ да е на власт, брзаат да си ги исповработат своите роднини функционерите на СДСМ. Видовме неколку примери во Штип, видовме во Прилеп, видовме во Велес, еве денеска во Виница, наредните денови ќе продолжиме и со други градови. Одговорност ќе има и мора да има. Доколку нема одговорност пред 12 април, верувајте дека по доаѓањето на ВМРО-ДПМН на власт после 12 април, одговорност ќе има за сите повикани кои што има сериозни сомнежи за злоупотреба на власта. Благодарам. Дали има прашања? Вчера СДСМ обелоденија дека поднеле над 300 кривични пријави за функционери на ВМРО-ДПМН, од нив кажа дека околу 140 се веќе процесуирани. Колку ви имате поднесено против нив и колку од вашите се? Има ли поголем показател од тоа што се поднесени над 300, како што рекоа, кривични пријави против функционери на ВМРО-ДПМН, над 140 процесуирани, дека власта врши политички прогон од политички мотивирани цели кон опозицијата. Малку е смешно како е можно тоа да го говори партијата каде што председател на партијата и на владата, предводена од СДСМ, е аболициран криминалец за криминал од над 8 милиони евра. При тоа фатен жив во криминал на една друга снимка, тој е господинот Заев, каде што бара 1 евро за црквата, 1 евро за брат му Вице. Така да ова е најголем доказ дека се врши политички прогон врз функционерите на ВМРО-ДПМН. Би сакал да посочам дека десетици кривични пријави се поднесени од страна на ВМРО кон актуелната власт, но морам да признаам дека за сега ниту една не е процесуирана. И тоа е уште една сомнителна ситуација, како е можно 140 пријави да се процесуирани за
функционерите на ВМРО ДПМН, а поднесени за сериозен криминал десетици кривични пријави од пред година, две и повеќе, да не е процесуирана ниту една за функционерите на власта. Би земал само еден пример, дека се уште не е процесуирана онаа кривична пријава поднесена од страна на ВМРО ДПМН во врска со гласањето за референдумот на секои 4 секунди. Таму имаше сериозен сомнеж за изборни нерегуларности, со докази, со податоци, но еве гледаме дека се уште не е процесуирано ништо. Зошто? Само затоа што во моментот власта Зоран Заев и СДСМ ги имаат потфатено сите пологи, дали во обвинителството, дали во судството и во сите останати институции кои што треба да процесуираат некаков напредок во овие сериозни криминални дејанија во кои што ги имаме фатено и имаме поднесено кривични пријави. Благодарам. Други прашања? Како ја коментирате изјавата на Трајко Димковски, кој ги повика министрите од ВМРО да соработуваат? Видете, не знам што сакал да каже со таа изјава господинот Трајан Димковски, но можам да посочам неколку работи. Тоа е едната од тие дека 2 години е закочено функционирањето на сите министерства и на целата влада во Република Македонија. Во моментот, еве конкретно во случајот кај господинот Трајан Димковски, видовме од страна на нашиот заменик, дополнителен заменик министер, обелодени случаеви каде што луѓе чекаат за субвенции повеќе од година, 2 и 3. Односно, откако СДСМ дојде на власт. Тоа е сериозна нефункционалност на системот и од тука би посочил дека имаше и јавно излагање неколку пати, каде што нашиот дополнителен заменик министер 10 дена не му се обезбедуваше пристојна просторија, да не речам канцеларија, просторија каде што ќе може да ја врши својата работа. Така да не гледам кој треба да соработува, дали ние или дали тие треба да бидат конструктивни. Но ова се изјави од луѓе кои што се исплашени дека многу набрзо почна да им излегува целиот криминал кој што го правеле изминативе 2 години откако се на власт. И од тука во однос на соработката јас само би повикал мирно да ги поминат овие неколку месеци, 3 месеци кои што им преостана од власта и да соработуваат за се она кое што ќе бидат повикани од страна на нашите заменски или технички министри. Воедно и се она кое што нашите, конкретно исто пак ќе посочам Трајан Димковски, бидејќи тој е човекот кој што повикал, и ова го очекувам и од другите функционери на власта да прикажат некоја си конструктивност која што ја немаат. Сите оние случаеви на илјадници земјоделци кои што се тероризирани и манипулирани од страна на актуелното министерство предводено од СДСМ, кои што ќе бидат обелоденети дека им се ускратени некои права, во најбрз можен рок да се спрегне министерот Трајан Димковски и да им овозможи соодветен третман на тие земјоделци. Бидејќи не е крива администрацијата, крив е менаџментот и раководењето на министерството. Благодарам. Други прашања?